Општина Кочани вчера лиферуваше известување дека од почетокот на јуни урбаната и комуналната опрема многу често била на удар на насилниците. Така, вработените во секторот паркови и зеленило при комуналното јавно претпријатие Водовод биле непријатно изненадени, бидејќи бараката каде што ја чуваат работната опрема ја затекнале разбиена и испразната. Констатирале дека се украдени сите косилки и алати за одржување на градското зеленило. Сега надлежните органи го истражуваат случајот, но дали провалниците ќе бидат откриени или целата опрема ќе биде вратена останува да се види. Граѓаните пак од неколку улици во Кочани утрово забележале дека се откорнати и однесени металните капаци на комуналните шахти, поради што тие останале отворени. Службите од Водовод интервенирале со обезбедување на истите за да не дојде до несакани последици кај учесниците во сообраќајот. Изминатиот викенд нов метален контејнер бил растркалан по блиските скали, а еден од реквизитите од детскиот парк преместен пред индивидуален објект од непосредна околина. Од комуналното јавно претпријатие Водовод вела дека е направена проценка и штетата од кражбата на алатите изнесува 135.000 денари. И градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев констатира дека вандалското однесување на детското игралиште во населбата Драчевик продолжува, поради што ги повика надлежните органи сериозно да пристапат кон ваквото деструктивно однесување на поединци од кои штета трпат сите граѓани. Телевизија Кочани дознава дека во изминативе денови е провалено и во објектите на поранешниот правен факултет, кои се вратени во владение на општината, чија внатрешност буквално е опустошена. Изнесен инвентар, водоводна и електрична санитарија и се што имало некаква вредност и можело да се изнесе. Дали ќе бидат направени проценки за штетата останува да се види. Инаку, актуелната власт имаше размислување во Асном да се премести целокупната локална администрација заедно со вработените во управната зграда на комуналното јавно претпријатие Водовод.